Во Македонија годишно се генерира околу 700.000 тони отпад, тоа е сериозна бројка, со која ако не пристапиме сериозно да се справуваме, на среден рок, ние сега имаме проблем, но на среден рок имаме сериозен еколошки проблем, не само од аспект на загадување на средината, кој ќе биде визуелно, туку од аспект на здравјето на граѓаните. Во моментов функционираат колективните доставувачи за управување со последните текови на отпад, а тоа се отпад од купување, батерии, акумулатори и електричен отпад, кои како фракции учествуваат некаде околу 20% од овие количини што ви споменав, значи околу 140.000 се тој тип на отпад. Отпад кој има од една страна дел од него економска вредност, значи може да се рециклира и да општините да приходуваат од него, од друга страна ако не добро се менаџира, како што електронскиот, батериите и акумулаторите, има и негативно влијание врз здравјето на луѓето. Затоа сметаме дека и со оваа конференција која е посветена на овие посебни текови на отпад, ќе придонесеме за подобрување на начинот како да се управува со тој отпад. Тука имаме гости странство кои ќе ги пренесат своите искуства. Во моментов функционирањето на колективните системи може да биде подобро. Имаме сега фирми кои плаќаат и финансираат за селекција на својот отпад. И на другата страна имате дел од фирмите, значителен дел, кои се уште никаде не плаќаат кон колективните постапувачи или кон државата, со што се нарушува конкурентноста на еден начин на компаниите, бидејќи овие што плаќаат имаат трошок екстра, што другите го немаат. А од друга страна, бидејќи не плаќаат никој од државата, го оштетуваат буџетот од прилика некаде по наши пресметки од 4 до 5 милиона евра годишно. Што исто смислиме дека е сериозна бројка која државата, доколку ја собере, може да вложи повторно во еколошки проекти. Па денеска во име на Министерството за животна средина и просторно планирање сакам да ја истакнам и соработката, но и помошта што очекуваме од бизнес заедницата, а тука представени преку колективните собирачи на посебните текови на отпад. Зошто? Бидејќи тие се главни поддржувачи во земјите на Запад, каде што се промовираат идеите за рециклирање, за циркуларна економија, и јас очекувам таква поддршка да имаме и овде кај нас од нивна страна. Она што е наша задача е да ги хармонизираме законите согласно европските практики, најдобрите решенија. Во овој момент се работат два закони кои што се достапни на јавноста, кои што заеднички ги договараме со јавноста во делот на отпадот, а посебно во делот на колективните собирачи на посебните текови на отпад, каде што покрај стандардните оние досега што постојат колективни собирачи, сакаме да го зголемиме опадот, да влезат тука и маслата, да влезат гумите и да влезе текстилот, нешто што западните партнери на домашните компании го барат и да го прават. Мора да сватиме дека општествената одговорност од една страна што има бизнес заедницата една, но таа носи профит доколку се работи за заштита на животната средина, бидејќи генерираат нови зелени работни места и генерираат додадена вредност на продуктите што ги прават, односно нивните производи, нивниот производ или дел што останува како отпад може да биде суровина во други компании. Ние како влада го поддржуваме тој процес и ќе создадеме рамка за да го стимулираме новиот тип на менаџирање на отпад, пред се од аспект на селектирањето, но и рециклирањето. Владата со својата одлука да го менаџира или она што општините го предадоа на владата да го менаџираат отпадот, ќе се надпреварува со бизнес заедницата кој подобро ги менаџира работите и кој може да биде подобар менаџер. Денеска сме тука да ги споделиме искуствата и навистина Република Македонија да расчисти еден голем мит и еден голем товар, а тоа е илегалните депонии, отпадот што насекаде го има во нашите за жал средини, и навистина да бидеме подготвени за почетокот на преговори, бидејќи ви уверувам поглавието 27 за животната средина е една од најсериозните поглавија во процесот на преговарање. Посебните токови, односно менаџирање со посебните токови на отпадот е значаен сегмент на менаџирање со отпадот. Тие преку колективните постапувачи, односно колективните оператори со посебни видови на отпад, придонесуваат, но во уште повеќе треба да придонесуваат кон примарната селекција и се разбира со самата таа примарна селекција кон рециклирање и други форми на преработка на отпад, со што може, односно и треба да се придонесе кон економските бенефити и отпадот конечно да го претвориме од еден проблем во еден бенефит. Инаку,
ова колективното постапување со посебни токови е компатибилно со заложбите на владата за регионални центри за управување, каде што пред се би се вршила секундарна селекција и секундарна преработка и потоа и други рециклирање и други видови на преработка, но во секој случај овој систем веќе почнува да дава првични резултати, како во поглед на достигнување на националните цели кои се многу тешки за преработка на одредени видови, пример на отпад, отпакување, пакување на отпад, електрична и електронска опрема, батерии, акумулатори, нови видови на отпад кои ќе бидат на овој начин постапени, дава одредени искуства согласно позитивни резултати согласно искуствата од Европската унија, но во иднина уште поголеми напори се потребни, но она што е битно, овој систем, односно колективните постапувачи, придонесува значително за подигање на јавната свест. Она што беше нормално пред 20-25 години, некое несоодветно постапување денеска, пред се преку едукација на младите генерации, а кои што влијаат и на повозрастните генерации, станува несоодветно и наоѓа на отпор и осуда од пошироката заедница. Тодор Бурбаджиев, изпълнителен директор на Екопарк България. Искам да кажа, че за нас е удоволствие да бъдем на тая конференция заедно с колегите от Македония. С колегите от Македония, с Пакомак се партнираме вече почти 10 години. Ние имаме много добри връзки и отношения, по отношение на това, че споделяме добри практики, споделяме проблемите и се опитваме заедно да ги решаваме, независимо, че сме в две различни държави. Проблемите, които има Пакомак, имаме и ние. Това са проблемите с фрирайдерите, това е проблемът с така наречените скавенджърс или стрит колектори, но така или иначе решаването на този проблем не е само проблем на тези организации, това е проблем и на обществото и на съответните институции. Това, което се опитваме да правим през годините, е да постигаме целите, които държавата и Европейския съюз установява, и това, което аз вчера разбрах от колегите, е, че целите в Македония се вдигат всяка година, което означава, че Македония и македонските организации за оползотворяване на отпадъци, опаковки и рециклиране настигат много бързо европейските страни. За това обаче, за да стане добре, да стане на време и да стане с добър резултат, са необходими няколко неща. Първо, трябва да има много добър закон за управление на отпадъците и за environment, за да могат наистина при един добър закон и при спазване на закона се постигат по-високи резултати. Естествено, необходимо е контрол от страна на институциите. Аз мога да кажа, че в България също контрола не е много добър. Все още имаме нужда от по-сериозен контрол, както от страна на Министерството на екологията, така и от общините. И второто нещо, което е изключително много важно, е, че тези организации трябва да имат финанси, за да могат да инвестират в съоръжения, в камиони и най-вече в контейнери. Само Екопак в България, който има около 42% пазарен дял, имаме над 17 000 контейнера в общините на България и обхващаме около 2 милиона и 800 000 души население. Тоест, според мен, македонските организации трябва да имат такива цели, че да могат да обхванат всички общини, гражданите да имат цветни контейнери за отпадъци, опаковки близо до техните домове, така че и, разбира се, да се повишава културата на разделното събиране на отпадъци и опаковки. И аз съм сигурен, че Пакомак и другите организации наистина вървят по един много добър път. Благодаря. My name is Petr Šikic. I am Chief Operation Director of the company Ecocom, which was settled in 1997, and we are providing to the Czech industry service which is focused on the recycling and take back of the packaging waste in Czech Republic. I'm very glad that I'm invited to this event by our colleague from Pacomag, which I very good know from the EXPRA, what is Extended Producers Association on the European level. I would like to stress one thing. I think that we, all countries in the European Union and outside the European Union, and I strongly believe that Macedonia is heading to the European structures. Now here was adopted the circular economical package. It's challenging for all of us because it can bring to all countries how to make things better, how to focus on the more circular economy, how to strongly focus on the recycling, recovery, and I believe
in environmental issues will be getting better in whole Europe. Thank you. Добар ден, јас сум Петар Стукови, доаѓам од Чешка. Јас сум директор на Екоком компанија која што е воспоставена 1997 година и нудиме услуги за рециклирање и создавање на отпадот од пакување. И представа задоволство што сум тука на овој настан, кога најдобро колега од Пакумак, со кој што сазнавам уште од Сдруженијето Експра. Сакам да нагласам една работа дека земјите членки во Европската унија, а и земјите надвор од Европската унија, како што е Македонија, сигурен сум дека се стремат кон подобрување на условите, кон имање на циркуларна економија и кон подобрување на еколошката состојба, која се може да следи на земјата.